Ви благодарам, подпредседателе. Почитувана јавност, почитувани колеги, пред нас е пакет на закони кои се однесуваат на образовниот систем, а кои ги носиме во ова собрание на еден нетранспарентен начин. Одбивањето на јавната расправа на предложените закони покажува недостиг на транспарентност и отвореност. Како пратеници, наша должност е да ги слушнеме сите засегнати страни, во овој случај учениците, родителите, наставниците и стручната јавност. Ние сме тука да ги представуваме интересите на нашите граѓани, а не да носиме одредени решенија за затворени врати. Ова значи дека владата не е заинтересирана за повратни информации и критики од страна на јавноста, што е клучно за да можеме да донесеме добри законски решенија. Кога се работи за закони кои го уредуваат образовниот систем, неминовно ни се наметнува едно прашање: какви вредности сакаме да вградиме во нашето општество? Тоа пак нужно не води кон прашањето каква иднина посакуваме за нашите деца. Токму затоа ние како опозиција пристапивме сериозно кон разгледување на понудените законски решенија и преку 48 амандмани го артикулиравме гласот на сите оние кои што изразија загриженост за брзото носење на овие важни системски закони, каде што може да се забележат одредени недостатоци и враќање на некои процеси назад. Во еден од нашите амандмани искажавме реакцијата на Институтот по педагогија при УКИМ. Имено во измените на Законот за основно образование е оспорена компетентноста на педагозите за реализација на наставниот процес во оделенската настава и продолжениот престој на учениците во основното училиште. Досега во јавноста и во стручната фела не е презентирана ниту една причина зошто педагозите како профил не се адекватни за вклученост во наставниот процес и продолжениот престој во основните училишта. Со ова се оспорува и статусот на педагозите кои што веќе се вработени и реализираат настава и продолжен престој во основните училишта. Со овие предложени измени се проблематизираат и одлуките на голем број студенти што се определиле да студираат педагогија, имајќи предвид дека по завршувањето на студиите ќе може да се вработат и како наставници во основното образование. Ваквиот потек со измените и дополнувањето на Законот за основно образование значат дискриминација за сите нив. Со нашите амандмани реагиравме на законските измени кои се на штета на инклузијата на децата со попреченост во образованието, како и во заштитата од насилство и дискриминација по основ на род, родова еднаквост и родов идентитет. Токму за ова беа и силните реакции кои што доаѓа од стручната фела, како што е Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и многу граѓански организации кои што се занимаваат со оваа проблематика. Начинот на организирање на инклузијата, кој е предвидена во ова законско решение, значи враќање назад речиси за една деценија. Сето она што е вложено во напредокот на овој процес, само со една интервенција во Законот за основно образование ќе предизвика штета која долгорочно ќе ја чувствуваат дечињата со попреченост. Овие измени може да значат повторно враќање на специјализираните училишта и оставање на децата со попреченост на маргините на општеството. Наместо подигање на свеста за овие сензитивни прашања, владата одлучува да постапи со непопуларни мерки кои го назадуваат целиот овој процес. Еден од нашите амандмани кои ги предложивме, а владата и мнозинството во комисијата ги одбија, се однесуваше на вработувањето на образовните асистенти на неопределено време. Сметавме дека на тој начин ќе се обезбеди нивна лична сигурност, но и сигурност за непречено одвивање на инклузивниот процес. Почитувани, во амандманската расправа реагиравме на законските измени со кои се бришат термините род, родова еднаквост, родов идентитет како дискриминаторски основи. Тоа не е во согласност со одредбите на Законот за спречување и заштита од дискриминација, а исто така представува и повреда на одредбите од Уставот, како и на меѓународните конвенции кои ги имаме ратификувано.
Токму во образовниот процес, децата и младите треба да учат како да се почитуваат меѓу себе, како да се доживуваат како припадници на едно општество. Со ваквите законски решенија се овозможува поттикнување на булингот, односно меѓуврсничкото насилство, поголема обесправеност на девојчињата и на другите маргинализирани групи. Таму каде децата треба да се чувствуваат најбезбедно, таму каде треба да им е понудена заштита од насилство и дискриминација, таму со овие измени се праќа јасна порака дека институциите нема да препознаваат, а и со тоа да санкционираат одредено насилство. Почитувана јавност, почитувани колеги, со нашите амандмани предложивме решенија кои значат поголема транспарентност при целокупната постапка за издавање на учебници, но за жал не беа прифатени. Во оваа прилика сакам да истакнам дека единствениот амандман кој беше прифатен во однос на Законот за учебници во основно и средно образование се однесува на гарантирање дека учебниците повеќе нема да содржат дискриминаторска содржина по било која основа за дискриминација предвидена во Законот за спречување и заштита од дискриминација. За нас тоа беше важно, бидејќи така само кажавме и потврдивме на дискриминацијата која е присутна во образовниот процес и на која мора преку солидни законски решенија да се спротивставиме. Исто така, понудивме и решенија со кои се зајакнува правната рамка за регулирање на одговорностите на работодавачите и образовните институции, кога станува збор за Законот за средно стручно образование и обука, но сите беа одбиени. Ситуацијата дека од 48 поднесени амандмани прифатени се само 4, уште еднаш потврдува дека владата не е подготвена за носење на законски решенија во кои што ќе учествува опозицијата, стручната фела и сите засегнати страни. Она што сите во оваа сала треба да го знаеме е дека образованието треба да биде инклузивно, праведно и безбедно за сите деца. Наша задача е да работиме заедно за подобрување на нашето законодавство и создавање услови кои што ќе обезбедат напредок за секое дете во нашата земја, а не да се собираат дневно политички поени на сметка на квалитетот на образованието. Треба да се грижиме за сите деца еднакво. Нема некои важни, а други се помалку важни. Нема некои мои, а некои не се мои. Нема деца што заслужуваат напредок, а некои што треба да ги маргинализираме. Грижата за сите деца во нашата заедница е наша должност, наша обврска и треба да биде цел на секое законско решение кој го овде го разгледуваме и носиме. Само така ќе создадеме иднина за нашите деца, која што ќе им овозможи напредок и ќе значи подобро општество за сите. Ви благодарам. Благодарам и вам.